Значајна улога во активностите на партијата има и форумот на жени либерал-демократки. Во изминатата година, по неколкогодишна намалена активност, повторно се активираше и се активираа форумите на жени низ целата држава. Во таа чест, како најзаслужни за новиот полет, ги поканувам членките на извршниот одбор на форумот на жени да се придружат на сцената, а председателката Јулијана Николова да земе збор. Повелете. Либерално-демократска партија. Има избор. Овде и сега. Мистер Ван Бален, мистер Кадик, почитуван господин Киријас, почитуван председателе, почитувани гости, пријатели, почитувани либерал-демократи, добро вечер. Има избор, овде и сега. Изборот секогаш се сведува на полесниот пат или вистинскиот пат. Ние вечерва можеме слободно да си честитаме затоа што го избравме потешкиот, но вистинскиот пат. Можеме да си честитаме затоа што поминавме 10 години под груевизмот, а се уште сме во Македонија. Можеме да си честитаме и што пред 4 дена го преживеавме 8 март. Исто така, да си честитаме што ќе пречекаме новата пролет, новата слобода, демократија, промените и големата победа. Кога сме кај изборите, организаторот избрал да ме стави после сите овие инспиративни говорници, на вистина е тешко. Еве пред се да се заблагодарам на господинот Емил Киријас, нашиот либерал-демократски бренд во светот, за целата поддршка во текот на изминатиот период за ова вечерва. Исто така да се заблагодарам на нашите колеги, раководството од партијата, за сестрдната соработка и поддршка и помош во изминатиот период. Чест ми е вечерва да се обратам од името на форумот на жени и од моje лично име. Ова се моите драги пријателки и колешки и еве сме тука пред вас освежени, зајакнати, подготвени да се носиме со сите предизвици што ги носат нашата борба и нашите стремежи, но и одговорноста што треба да ја понесеме после големите промени кои ќе настапат на следните парламентарни избори. Нашиот избор овде и сега е многу јасен. Значи, нашата борба продолжува. Се додека има и една експлоатирана жена, се додека има уште една жртва на насилство, се додека жената не ја земе својата рамноправна партиципација во општествениот, културниот, политичкиот, економскиот живот во Македонија, нашата борба продолжува. Тој избор се темели на правилни родови политики за остварување на женските права, но исто така започнува со ратификација на Истанбулската конвенција. И секако во овие времиња на целосна девалвација на човековите права би било себично кога ние како форум на жени би се бореле само за женските права. Не, ние сметаме дека жените не треба да бидат само еднакви со мажите. Ние сметаме дека и жените и мажите заслужуваат многу повеќе. Овде и сега се обраќам како либерал-демократ, но еве си дозволувам да бидам и малку лична како родител. Значи, мојот избор и на сите нас како родители верувам дека ние избираме нашите деца да не живеат во оваа канцерогена омраза која што владае во нашата држава, во оваа нетолеранција, во оваа тотална девалвација на вредности, етички, морални, духовни, во оваа
униформност која што ни се нуди преку сите медиуми, која што е една главна национална стратегија. Не, нашиот избор е различен. Нашиот избор е развој на критичката мисла кај младите. Нашиот избор е индивидуалноста, слободното и самостојно размислување. Нашиот избор е императивот на либерално-демократската идеја, а тоа е славење и почитување на различностите. И морам да додадам, инспирирана од председателот на младите Стефан на Лидам, да се осврнам на темата на иселувањето. Значи, нема семејство во Македонија кое што има член надвор во странство, односно надвор од државата, и моето семејство е едно од тие. И често со останатите се среќаваме на Скопскиот аеродром при пречекување, при испраќање. Исто така во разговор со млади луѓе, со мојата работа, на вистина ми е смачено да слушам дека единствениот излез младите го гледаат надвор од државата. Тоа не е избор. Изборот тука е јасен и тука нема компромис. Изборот е еден. Значи, има избор, а тоа е младите не надвор по секоја цена. Изборот е Европа во Македонија и Македонија во Европа. И на крај само да додадам дека денес е рефлексија на нашите избори од вчера. Она што ќе биде утре, ќе биде рефлексија на нашите избори денес. Нашиот избор е кристално чист и јасен. Демократија, слобода, правда, промени и победа на следните парламентарни избори. Благодарам.